Дали знаете кои се спорови ги има градот Скопје до овој момент и зошто? Еве, јас ќе се обидам дел од нив да презентирам на јавноста, на кратко, за да знаат што е она што се случувало во изминатите години, кој што прави штета по овој град, и да ве прашам, затоа што дел од вас биле советници во претходен мандат, кога правеле вакви сцени порано, кога порано се обидувале со лаги, со манипулации да се наштети на овој град на овој начин, кога порано сте излегле на пресконференција да кажете дека нешто е банкротирано и дека е во финансиски потешкоти, а сите многу добро ги знаете овие случаи. И да започнеме. Комерцијална банка АД Скопје, тужен град Скопје, 1.171.900 практично евра, без камата и судски трошоци. Наплатена бесправна банкарска гаранција, поведен спор, кој што основниот долг зголемен со затезна камата ќе изнесува 2.335.000 евра. Што значи дека на овие 1.171.000 евра имате уште толку, односно 1 милион судски трошоци и камати од комерцијална банка за спор кој што е практично покренат на 8.11.2017 година, кој што се водел до 2023 година и кој што е во своето финале. Значи, овој град ќе биде оштетен по основ на камати и судски трошоци за над 1 милион евра само по основ на овој еден спор. Одиме понатаму. Друштво за градежништво Интернационал Доел. Милион, сега ќе ви кажам, значи на 7.2.2019 година е покренат спорот. Вредноста е, само еден момент, значи од прилика задолжение за 176 милиони денари. 176 милиони денари. Или ова е некаде скоро 3 милиони евра. На тоа можете да замислите колкави ќе бидат трошоците судски, колкави ќе бидат трошоците по основ на камати, што е повторно оштетување на овој град. Одиме понатаму. Скопски саем. Вредност 110 милиони денари. Тоа е неполни скоро 2 милиони евра. Покренато е на 19.12. Само еден момент, значи исплатени се средствата во градот на 19.12.2007 година. Издадено им е одобрение за градење на 31.1.2008 година. Додека поништено им е во меѓувреме и станува понатаму собственост на 19.9. на Друштвото за недвижен имот Истгейт. Покренато е тужба. Истата, како што знаете, сега во овој момент беше доставена во град Скопје за наплата на побарување и покрај овие основни средства од скоро 2 милиона евра кои што беа побарувани, градот беше задолжен да плати по основ на камати и 480.000 евра. Сега сакам да ве прашам тука, затоа што имаме советници од коалицијата на ВМРО ДПМН, кои што одржаа една така драматична пресконференција дека за камати ќе пуштале кривични пријави. Дали поднесовте кривична пријава за овие камати? Еве, ова е завршено, правосилно.
дали поднесовте за овие камати кривична пријава. 480.000 евра по основ на камати, овој град ќе треба да плати повеќе. 480.000 евра средства на граѓаните, место да им реализираме проекти, место да им правиме водовод, место да ги инвестираме во културата, место да ги инвестираме во образованието, ние треба да ги дадеме на камати. Дали покренавте кривична пријава? Затоа што нели кажавте достоинствено на една пресконференција дека ќе покренете кривична пријава доколку во одреден спор градов плател 1 евро камата по основ на она кое што се случуваше со приватните превозници. Еве тука имате право силно 480.000 евра камати. Дали покренавте кривична пријава? Ако не, кога ќе ја покренете, ме интересира, би сакала да знам. Понатаму, Друштво за транспорт Гренадер. 253 милиони денари, судска постапка со тужба од 16.1.2020 година. Тука исто така ќе бидат милионски сумите за камати кои што ќе треба градот да ги плаќа. Одиме понатаму. Електромеханички сервис. Надоместна штета 68 милиони денари. Нешто над 1 милион евра. Ова е тужба која што е покрената во 2020 година и се однесува на галиите. Да не ги набројувам натаму, затоа што има доста тука, и притоа морам да ви кажам дека милионски се сумите кои што се побаруваат, меѓутоа исто така милионски се и каматите кои што овој град ќе треба да ги плати. Така да, почитувани наши, овој град во овие изминати 18 месеци е во добра финансиска состојба, финансиски е консолидиран, кредитниот рейтинг ни е задржан со позитивен изглед и исто така имаме драстично зголемување на можноста за кредитно задолжување од 1,2 милиони евра во ноември 2021 година, за сега да имаме измеѓу 25 и 30 милиони можности за кредитно задолжување, кое што е одраз на тоа дека градот е добро финансиски консолидиран. Меѓутоа, штетата која што некој ја правил во овие изминати децении, ние не можеме за 18 месеци да ја поправиме. Ако сакате, ќе се навраќаме и наназад, и 2015, и 2016, и 2014, и 2013 година, да слушнете за судски побарувања, кои што ќе дојдат во својата завршница и кои што сега ќе треба некој да ги плати. Не сум среќна што тоа мора да е во вашиот мандат, меѓутоа секој од вас тука има одговорност затоа што доаѓаат од опциите кои што вие ги застапувате. Затоа ве молам, следно кога ќе одлучите да излезете пред јавноста, да пласирате сензационални вести, дека некој нешто не сработил како што треба, дека некој не знае како да менаџира, дека некој не знае како финансиски да консолидира, да знаете дека зборувате единствено за своите кадри, а не за некој кој што сега работи во овој град. И апелирам до вас да внимавате на секој збор, затоа што штетата која што му ја нанесувате на овој град, одговорноста ја носите и вие самите за истото. Знам дека од партиските лидери ви е наредено, како коалиција тука, да имате еден заеднички непријател, а тоа сум јас. Знам дека не ви одговарам, ниту на едните, ниту на другите, ниту сум тука за да одговарам на вас, тука сум да им одговарам на граѓаните, и јавно и транспарентно тоа ќе го правиме секогаш, кога треба и на начинот на кој што сметаме дека е најдобар. Меѓутоа со лаги, со манипулации ќе се справуваме исклучиво само со факти. И уште еднаш да повторам, очекувам одговор
дали имате поднесено кривична пријава за сите овие камати со кои што е оштетен градот Скопје правосудно, а ако не, кога ќе ја поднесете?